уште еден значаен споменик на црковното градителство и уметност од крајот на 13 век и црквата Свети Никола подигната пред 1298 година како заветнина на Вего Кабза и неговата жена Марија. Тој веројатно припаѓал на византиското воено благородништво, стационирано во Прилепската крепост. Малите димензии на црквата биле компензирани со раскошна керамопластична декорација на нејзината фасада, што ја вбројува Прилепската црква меѓу ретките византиски примери со толку богат фасаден украс. Од големо значење е и сликаната програма, настаната во рамките на две сликарски фази. Живописот во олтарната апсида датира околу 1270 година и е репрезент на општо прифатените трендови на сликарството од втората половина на 13 век, кои се базираат на ликовните сваќања од времето на комнените. За разлика од овие, сликарството во наосот, кое настанало во 1298 година и се одликува со уникатен фрескопис според стилско-ликовните и иконографските карактеристики и поради што не може да се идентификува потеклото на сликарската работилница ангажирана за неговата изведба. Црквата Свети Атанаси припаѓа на архитектонскиот тип на крстообразни градби од развиен тип со купола која се подпирала на 4 масивни камени столбови. Делата на старите патеписци говорат дека во средината на 19 век таа била целосно сочувана, а нејзината внатрешност била прекриена со живопис. Со рушењето на куполата и горните партии од градбата под влијанието на атмосферските води, фреско-сликарството целосно пропаднало. Сепак, од сочуваните сегменти препознатлива е некогашната монументалност на градбата, која била зидана од правилно обработени камени блокови и тули во опус клазоне.